Почнаа кампањите и председателската и онаа за парламентарните избори. На почетокот председателските кандидати некако срамежливо ги пласираа своите програми, а по втората недела работите почнаа да го добиваат својот вообичаен и очекуван тек. Дисквалификации, навреди на идеолошка и лична основа, токсичност, партиски ботови и негативна кампања. Докажано е дека токму негативната кампања ги одвраќа неопределените гласачи да излезат на гласање, а истовремено токму овие неопределени гласачи кандидатите и партиите ги ловат за подобрување на своето изборно конто. Значи, треба внимателно да се балансира меѓу навредите и додворувањето на неопределениот гласач, иако некогаш токму токсичните и штетни наративи се одлична алатка за мобилизација на потиштените гласачи и оној дел од општеството кој се чувствува обесправен и маргинализиран. Се е до проценките, веројатно. Сепак, ако се држиме до цврсти научно добиени податоци, шестомесечниот извештај на Институтот за комуникацијски студии наречен Мерење на политички штетни наративи, јасно покажува дека политичките партии и лидери на македонската политичка сцена нималку не се лишуваат од употреба на штетни и токсични наративи како легитимен дел од својата политичка тактика. Медиумскиот мониторинг на штетните наративи на политичките партии и лидери во периодот септември 2023 февруари 2024 година покажува загрижувачки податоци за зачестеноста, интензитетот на штетните наративи во политиката, нешто што е сосема логично да очекуваме да се влоши во текот на целиот период во кој ќе имаме две паралелни кампањи. Токму за овој извештај и наудите до кој дојде тимот кој го изработува овој извештај, разговараме со Бојан Георгиевски од Институтот за комуникацијски студии и Елеонора Серафимовска од Институтот за социолошки, правни и политички истражувања. Бојан, пред неколку дена беше објавен шестомесечниот извештај на Институтот за комуникацијски студии за мерење на штетните политички наративи за периодот септември 2023 февруари 2024. Што опфаќа овој извештај, каква е методологијата и на каков тип навести се однесува? Што точно мери извештајот и на кој начин? Да, значи извештајот ги мери комуникацијските практики на политичките партии и на политичките лидери во Македонија, како и начинот на кој што комуникациите на тие политички партии и нивните лидери се пренесуваат од страна на медиумите, односно од страна на телевизиските и онлайн медиумите. Тоа што го следиме е дали и колку токсични наративи или штетни наративи се шират преку овие комуникации и како тие се на некој начин јачаат од страна на медиумите. И во овој период објавувавме двомесечни извештаи кои што сега се содржани во сублиматот што го спомна, односно во шестомесечниот извештај кој што го опфаќа периодот од септември до февруари, каде што приметивме дека има голем број на штетни наративи кои што се присутни во комуникациите на овие актери. Истражувачката методологија во суштина се базира на два столба или два аспекти. Прво анализираме комуникацијските практики, значи сите наративи што ги објавуваат политичките субјекти, политичките партии. Примерокот се состои од политички партии кои што има повеќе од 2 претендици во парламентарниот состав. Значи се следат нивните официјални интернет страници, секој трети и секој четврти ден, значи не се следи секој ден. Се следат лидерите на политичките партии и тоа на нивните исто Facebook, официјални Facebook профили. Се следат сите владини представници, значи сите членови на владиниот состав, исто секој трети и четврти ден. Тоа е првиот столб, значи политички актери. Вториот столб на кој што се темели нашата методологија е следење на медиумите. Медиумите се следат секој четврти ден. Се следат главните информативни изданија на телевизиите. Имаме примерок од 9 телевизии и се следат 11 онлайн медиуми исто секој четврти ден. Се прави и квантитативна, во однос на техниките методолошки, се прави и квантитативна и квалитативна анализа на содржина. Се прави, значи ги мериме, едноставно ги броиме штетните наративи, тоа е некој фреквенција, така е некој општо дескриптивно ниво. Второто ниво е критичка анализа, дискурсивна анализа, значи се анализира реториката, стратегиите што ги употребуваат за врамување на настаните и политичките партии и медиумите, или како тоа го прават. Кај медиумите имаме дополнителни анализа, во смисла извори, страни на изворите, кој го произведува политичкиот наратив, за разлика од кај политичките актери, каде што такво нешто не е ни потребно да се прави, односно избор на страни, они не се задолжени да пренесуваат некоја вест од различни страни. Добро, бидејќи се повикува извештајот и на професионални
новинарски стандарди во однос на кои се мерат сите, да речеме, други известувања. Кои се тие професионални новинарски стандарди кои се очекува да се исполнат со цел една вест да биде сметана за целосно објективна и да не биде еднострана? Што е она што мора да се запази како новинарски минимум со цел да се избегне пристрасност и наклонетост кон одредена партија, политичка структура или центар на моќ? Зошто неисполнувањето на овие стандарди е штетно? Како прво, она што е клучно е медиумите да пренесуваат објави кои што содржат повеќе извори, а не само еден извор, не да се подпираат на само еден извор, кој особено во кога се работи за политичка комуникација или пренесување на партиска комуникација која што може да се свати како да се наклонети кон таа политичка партија или кон тој политички актер. Значи тоа е едно. Друго е да се користат и повеќе гледишта, да не се пренесува само едно гледиште, да се добие впечаток дека тој медиум само пренесува едно гледиште без да ги содржи спротивните гледишта. Сега зошто е тоа важно? Важно е за да не се подкопа довербата во медиумите, да не се подкопа довербата во институциите ако таа комуникација содржи некои обвинувања од страна на политичките партии кон нивните противници, па да се добие впечаток кон јавноста дека се работи за вистина, нешто што не е целосно вистина, и на крајот на криштата на тој начин со еднострано известување кои што не содржи повеќе извори, им се попречува можност на граѓаните да бидат информирани или па да донесуваат некои автономни одлуки или на крајот на криштата да бидат доволно информирани за да можат да го остварат соодветно правото на глас. Новинарите го знаат, тоа им е, како да кажам, основата на нивната работа, дека мора да обезбедат повеќе од еден извор, и не само повеќе извори, него повеќе страни на изворите, и тоа е некаков минимум што они го познаваат. И верувам дека се трудат, бидејќи ако гледаме на едно генерално ниво, например, најмногу телевизии употребуваат повеќе од 3 извори и повеќе од 2 страни. Тоа го има, некаков минимум има. Може би отскокнува една телевизија или 2, ако го гледате внимателно. Кој еднострано претпоставам? Еднострано, најмногу, меѓутоа може би ќе ја зацкрие сликата, меѓутоа ако ги гледате телевизиите посебно, сите се трудат да постигнат таа повеќе страност. Ја не би имала голема замерка во однос на тоа. Главното прашање повеќе овде што се отвара на овој штетна проект е што треба новинарот да направи со штетниот наратив на политичарот, на политичкиот актор. Така, ова еднострано, велам повеќе страност е нешто што е минимум и тоа го знаат во својата работа. Мислам, моето чувство и од она што го гледам од анализата, мислам дека не се свесни новинарите и не знаат што треба да прават. Кога веќе ќе има таков кога веќе, значи они мислат треба да го пренесам. Борете, треба да го пренесете она што го зборуваат политичарите, не можете вие да правите. Да го преиспитате, може. Меѓутоа, што е тоа што вие треба да направите? Така, дали треба да го осудите тој наратив? Секако дека не треба да го засилите наративот. За среќа, нели мериме такво нешто, дали го засилуваат во многу помал степен, меѓутоа што треба да направат? Треба да го осудат, критички да се однесуваат или само така без интервенција. Верувате, над 70%. Вербатим да ја пренесат веста. 80% го пренесуваат без интервенција и за мене тоа е многу симптоматично. Така. Извештајето кажува дека во 6-месечниот период на кој извештајот се однесува, вкупно имало 2142 објави од партиите, од кои 797 се со штетен наратив или процент на штетност од 37%. Да го упростиме, дали ова значи дека повеќе од третина од работите кои политичките партии ги комуницираат со јавноста се токсични по својата содржина, наративите конкретно, се чини како исклучиво висока бројка? Бројката е висока, меѓутоа точна е, мислам тоа е пошто се заснова на методологијата која што ја користиме, така што бројката не знам дали можам да кажам дека е токсична содржината од повеќе од една третина. Тука едноставно дека повеќе од една третина се сме забележале дека содржи некои оштетени наративи кои што се дел од нашата методологија. Да, значи 37 од 100 вести содржат некаков тип на токсичен наратив во поголема или помала мерка, со тоа што не се врши градација колку се токсични, но или колку се штетни, туку само се препознаваат како такви така. Иако мислам дека и тешко е да се врши градација во таква. Тешко е да се врши градација, имаме ние индикатори преку кои што ги детектираме тие штетни наративи. Сега различни штетни наративи носат кон различни поделби или различни конфликти во општеството, така што на некој начин може да се изврши градација, но не ја правиме до толку детална градацијата. Така.
И еден да има штетен наратив е многу, како беше. Да. И еден е премногу. И еден е премногу. Така е, не треба да има воопшто ништо, тоа би била нека идеална ситуација, меѓутоа не сме исклучок некако како држава, како медиуми, како Сигурно. политички партии, не сме исклучоци, го има ова секаде. Голема е бројката, навистина процентот, тоа значи дека од сите само да сватите што се тие 37%, тоа се од вкупно за политичките актери се однесува. Така. Ние сме следеле, например, бидејќи следиме 3-4 ден, во еден месец следиме 15 дена. Нели, му доаѓа негде се извинувам, од 12 до 13 денови ги следиме политичките актери. Тоа значи дека од сите објави што они ги објавиле во тие денови, 1/3, пак зборам генерално, не сите политички, имате некојаш кои што воопшто немаат, некои имаат 2/3 од, некои имаат повеќе. Не се равномерно распоредени. Не се равномерно и добро е да се види, нели, конкретниот извештај за секоја конкретна политичка партија, добро е, нели, тоа да го видат за политичкиот актер. Различна им е динамиката, затоа што некој, например, некој политички субјект објавува многу и има голем процент. Нели? Некој објавува малку, ама многу му исто голем процентот на штетност. Так. А од друга страна треба да се овие податоци да се гледаат и за во интензитетот на штетност. Што значи па интензитет? Ова е процент на штетност, значи Така. од 100% Чисто механички објави изразено, 30% се со штетен наратив, а интензитет го мериме и тоа го има во извештајот. Интересно звучи. Да, тоа знаете што е, например, во една објава да има повеќе од еден штетен наратив. Значи, политичкиот актер има некое соопштение, во првиот дел зборува употребува дискриминирачки говор, после една минута, две веќе употребува некој друг штетен наратив, ad hominem, да. Значи и тоа го мериме и да го видите дека имам политички актери со голем интензитет на штетност, може би имаат многу малку објави во текот на денот. Ма се токсични максимално. Меѓутоа се токсични многу. Нели, ме разбирате така да, значи ја ќе слушам 2 минути од некој говор и веројатно ќе слушам многу страшни работи, ефикасни се, за жал, нели? Споменавме некои од стратегиите кои ги употребуваат политичките партии лидери во обидите да се дисквалификува политичкиот противник, спомена и ти неколку. Покрај директните лични напади, дисквалификации по возраст, пол, етничка припадност и така натаму, постојат ли други генерални стратегии кои поединците, политичките партии и другите центрирано ги употребуваат кога пласираат вакви токсични наративи? Споменати демонизација, спомена ширење на недоверба и така натаму. Да, најчесто она што го приметивме најчесто дека се работи за обвинување за корупција или за обвинување за неспособност, значи едно од тие работи. А другото нешто што го приметивме како дека се случува многу често е да се ставаат политичките партии во табори, односно се ставаат таборизација, да. Се представуваат себе си како бранители или како спасители на народот, а кога тоа го прават, ги обвинуваат политичките противници дека тие се погубни за иднината на државата, за иднината на народот, за благосостојбата на економијата, на владењето на правото и така натаму. Значи тоа е една главна подолба која што ја прават. Значи себе си се глорификуваат, а за истиот тип на наратив ги обвинуваат другите. Така да, или пак кога велат дека ние сме про ЕУ, секогаш велат дека другите се за изолација на државата или за изолација. Соди во крајности во квалификациите. Да, значи. да, и на тој начин веројатно се подпалува на некој начин риториката и се обидува да се поттикне на некој начин јавното мислење дека они се тие кои што се вистинската опција, да. Тоа сега градење на контраст во однос на противникот, само овде зазима радикална форма на напад, така, да. очигледно. Во однос на пол и на возраст и на етничка припадност, за среќа многу се мали. Морам да кажам, нели, сите тие Тие се најболни во суштина. Најболни и веројатно со текот на времето научуваме дека имам чувство и го покажуваат тоа патоците дека политичките актери внимаваат во однос на тоа. Она што најмногу потребуваат како штетен наратив, речиси сите политички актери, тоа е кога се обвинуваат себе си, нели, за корумпираност, за непрофесионалност, за злоупотреба на службена должност. Значи ја подриваат таа, нели, доверба во институциите, меѓутоа ја подриваат неосновано, нели. Втора по фреквенција штетен наратив е едностранно пристрасно селектирање. Значи кога известуваат за настани кои што ги изнесуваат информации кои што ја потврдуваат нивната теза, само нивната страна и така натака. Затоа што видите некој па што очекуваат од нас, нормално дека ќе си ја кажеме својата страна. Да, меѓутоа ако некого веќе обвинувате, знаете, не можете да кажете само еден вид на податоци, така една страна на податоците. Ако веќе обвинувате некој друг, добро е, кога се фалите, нормално дека
нема да фалите некој друг, ќе се фалите себе си. Тоа е во ред. Ама ако Има правите начини тоа обвинување, како да се направи, меѓутоа кога да. обвинувате друг, апсолутно морате да тоа да го кажете. На крај крајва го прекашувате начелото и стандардот на политичка комуникација да биде тоа заснивано на докази и на факти. Така. На кои сфери на политичкото делување се однесуваат штетните наративи? Што е во фокусот на овие тире? Тие спомена корупцијата, дали е тука и сиромаштија, внатрешна или надворешна политика, повеќе меѓуетнички односи или некои сосема други треми? На кратко, што е она што пали кај публиката кога веќе се користат овие штетни наративи? Доминираат темите како внатрешна политика и корупција. Тие се теми кои што најчесто се појавуваат во комуникацијата на политичките актери. Сега кои најмногу палат? Според мене палат најмногу тие што ги спомнав претходно, значи ЕУ и спасители. Таа комуникација најмногу се турка, претпоставувам дека таа најмногу пали. Резонира кај најмногу резонира кај луѓето. Затоа што веројатно се однесува на иднината на државата и незината судбина. Па и да. може малце doomsday politics тука да се представува, да се форматира на некој начин. Да се зголеми емоционалниот набој, да Набој, речеме, кај гласачкото тело, за да се потекне да може би гласа на тоа одреден треба да начин, го може би- истакнеме дека треба да се стимулира тој афективен момент, така. Да. За тоа служат штетните наративи, да се тргнеме од когнитивно просудување и малце да се внесеме во тие афективни води на формирање на политички ставови, што е поентата, предпоставам, на штетните наративи. Така, да, ние од самиот старт велиме дека критиката која што е аргументирана во политичката комуникација, дури некогаш да е жестока, не е ништо погрешно во тоа. Тука така е погрешно кога, нели, се содржи непроверени наводи, бескрупулозни напади кон личноста, Ad hominem напади. дезинформации, ad hominem, кои што немаат никаква аргументација или никакви докази за нив. Значи тоа е она што ние го велиме од самиот почеток дека е штетно за демократијата. Така, вклучително и за информирањето. апокалиптични сценарија дека Така, ако не така, се случи ова, до утре ќе не нема и така натаму. Да, сега. Добро, низ овие 30 години од кога сме самостална држава, барем на 15 пати требаше да не снема до сега. Ништо од ова не се случи, добро е. Најмногу се внатрешна политика. Тука немаме дилеми дека Високо прво место. Внатрешна политика, секаде. Некаде и до 90%, некаде и 100% кај некои, ако ги гледате извештаите поединечни. Меѓутоа вклучени се и теми од здравство, знаете се случуваше онкологија во тој период кога ние го скандалот со правиме. онкологија. Така е. Имате исто внатрешна политика во смисла дека ова што беше проблемот со вадење на лични документи, па МВР дојде во фокусот, нели тоа се тој сегмент од внатрешната политика. Надворешната политика многу помалку, нели? Меѓутоа да, и случувањата во судството, обвинувања, тоа пали, да. Значи имаме долно внатрешни проблеми, не мора со надворешните да се замараме. Дефинитивно, најголем број штетни наративи се во внатрешна политика, а потоа доаѓаат и здравство и корупција. Веројатно зашто тоа ги тангира луѓето во секојдневно живење, се сеќаваат со тоа. Така е. Надворешната политика е сепак малку поапстрактна ова што ни значи на сите нас и што е она што дневно што не не допира, така е. Кој е во најголема мера одговорен за ширење на штетните политички наративи? Дали се тоа самите политичари, медиумите, индивидуални новинари или сите заедно? Дали некогаш новинарите ги користат штетните наративи на политичарите да ги засилат истите преку своја анализи или интерпретација во согласно со одредена уредувачка политика и колку ви интерпретации само ја влошуваат состојбата со штетните наративи? Дали некогаш и нема потреба политичарите да кажат нешто токсично за да се створи токсичен наратив и без нивно учество? Значи, дефинитивно политичките актери се тие кои што најчесто ги произведуваат штетните наративи. Кај медиумите сме приметиле дека они најчесто ги пренесуваат само тие комуникации на политичките актери без да ги проверуваат, без да им пристапат критички. Значи, се работи за пренесување на соопштенија или за изјави на политичари, без разлика, значи, и да содржат многу штетни наративи тие изјави или комуникации. Тие се само пренесени од страна на медиумите како copy-paste, да речеме на еден начин. Медиумите се само канал на пренос на тоа. Да, канал на пренос, ама не критички, што само по себе е штетно. Без интервенција. Без интервенција, да, дури да е штетно да они не интервенираат, дури во ситуација кога треба да интервенираат, кога се свесни дека тоа ќе предизвика некаква штета во јавниот дискурс, ама тоа они го прават сепак. Од која причина не знаеме, нели? Може би се работи за сензационализам, може би се работи за други причини, не навлегуваме во тоа.
само ние сме приметиле дека тоа се случува. И во поретки случаи, ама се случува новинарот да се согласува со некои од тие изјави на политичарите или со тие соопштенија на политичарите и да придонесе кон зголемување на тие штети да ги амплифицира. Да ги амплифицира, да добијат живот повеќе, да добијат војност. Така. И некаква потврда во јавниот наратив. Да. Ајде во кашава кој сме. Во таа една група имаме политичари, имаме медиуми, сега симплифицирано многу. И имаме јавност. Така, тие се трите главни моменти кога зборуваме за и кога ги анализираме овие штетни политички наративи. Истражувањето покажува дека политичарите генерираат штетни наративи. Сигурно. Тоа е точно. Медиумите најчесто ги пренесуваат без никаков филтер, без никаква интервенција. Една од варијаблите кај нас е дали ја, нели, пренесува информацијата, штетниот наратив без интервенција. И така се најчесто. И имаме јавност која сето тоа, нели, го слуша. За мене најодговорни и исто одговорни се и политичарите и медиумите. Нели? И овие што произведуваат, и овие што ги пренесуваат. Дури можеме да најдеме одговорност и кај јавноста, затоа што јавноста треба да биде едуцирана, треба да биде информирана, дури она може да да поттикнува и да критикува, нели, за да се заврти кругот, па и политичарите да бидат малце поодговорни. Меѓутоа, главната одговорност не би ја ставила кај јавноста, главната одговорност би ја ставила и кај политичарите, и мислам дека е подеднакво кој е најодговорен, не би можела да кажам, мислам дека се одговорни, исто одговорни и медиумите, споделена, така е. И мислам дека и да не пренесуваат политичарите доволно штетни наративи, медиумите имаат креативни се да ги генерираат, апсолутно. И се во позиција. Добро, што да очекуваме во наредниот период во кој ни предстојат две паралелни кампањи, претседателската и онаа која е веќе почната, и парламентарната е почната од вчера. Ке се емитува малце подкастот подоцна што го снимаме, така да се наоѓаме веќе во период кај што двете се почнати. Дали тоа што имаме две паралелни кампањи може да ги засили штетните наративи, да направи некаков токсичен, експлозивен микс на штетни наративи и меѓусебни обвинувања кои ќе се засилуваат како што ќе се приближува денот на избори? Не очекуваме да се намали зачестеноста и токсичноста на овие штетни наративи и воопшто содржини, или сепак може позитивно да се изненадиме? Па имам два печатока околу ова прашање кои што се водени од извештаја што го објавивме денес за месец март. Од една страна се зголемуваат штетите наративи кои ги шират политичките актери, тоа е очекувано. Се наоѓаме во еден предизборен период и мислам дека тоа и ќе продолжи во наредниот месец, зголемувањето на тие штетни наративи. Од друга страна, нешто што го приметивме како позитивно е дека кај телевизиите постојат помалку штетни наративи во нивните прилози во месец март. Што е позитивен тренд, кој не знам дали ќе продолжи, се надевам дека ќе продолжи. Меѓутоа, ете, од една страна очекувам да се зголемуваат овие штетни наративи, но ова ми дава надеж дека можеби медиумите нема толку да учествуваат во амплифицирањето на тие штетни наративи. Може ќе ги пренесуваат, но нема да ги засилуваат барем. Да, нема да ги засилуваат. Од друга страна, онлайн медиумите цело време држат некоја бројка, висока бројка на штетни наративи во нивното известување и пренесување. Така што, ете, не знам каде сме со оваа информација, ама според мене очекувам да продолжи тоа интензивирање на политичката комуникација. Очевидно сакам да се изненадам позитивно. Нели, и сите мислам дека сакаме. На сите ни е премногу и гледано од јавноста и од она што јас го слушам како еден фидбек од целата оваа кампања, дека луѓето не сакаат да следат, многу малку следат со интерес, во главном не сакаат да ја следат. Дали очекувам, мислам дека ќе се засилува. Кај политичките актери расте. Еве, во мартовскиот извештај растат бројот на објави со штетен наратив од политичките актери. Не расте бројот. Мислам дека кај телевизиите, ако гледаме генерално, дури и се намалува. Се радувам дека можеби ова истражување, можеби нешто има свој ефект. Да се надеваме дека има свој ефект. Ги освести бар малку. Се надеваме, а онлайн медиумите мислам дека исто стојат на исто место по бројот на објави, меѓутоа секако ќе се засилува, да. Рано, се уште не сме дојдени до периодот кога ќе сватиме колку е одговорноста, нели, на медиумите и на политичките актери. По традиција, наместо заклучок, да резимираме. Политичките партии имале вкупно 2142 објави, од кои 797 или процент на штетност 37% се со штетни наративи најмногу во ноември и декември. Политичките лидери имале вкупно 294 објави, од кои 87 објави или 29,6%, близу до 30%, со штетни наративи најмногу во февруари.
Во 797 објави од политичките партии има 2573 штетни наративи, што значи интензитетот на штетност е 3, или во просек 3 штетни наративи во една објава. Анализата на 87 објави пак од политичките лидери покажува присуство на вкупно 294 штетни наративи. Ова е реалноста на штетните наративи во последните 6 месеци. Како што ќе се одвива кампањата, не верувам дека нештата ќе се подобрат, а постоењето на две паралелни кампањи веројатно само ќе го засили овие штетни наративи. Како што се приближува денот на гласањето, веројатноста атмосферата да стане токсична е многу висока, а токсичноста веројатно ќе се зголемува во онаа мера во која изборниот резултат е понеизвесен. Сепак, постои светло на крајот на тунелот. Секоја кампања и секои избори на крајот сепак завршуваат со изборен молк. Пазете се од штетни наративи, не влегувајте во играта на омраза. До следното слушање, поздрав од вашиот подкаст домаќин Ненад Марковиќ.